Последни вести денеска. Пожарот во Кочани ја зеде и 60-та жртва. Потешка и долга битка во Литванија почина и 29-годишниот управител на фирмата која што стопанисуваше со дискотеката Полс. Причина за фаталниот исход било тешкото оштетување на дишните патишта, информираше Тарабари. Во критична состојба и натаму се тројца пациенти кои се лекуваат во странство. 60-та жртва од пожарот од дискотеката Пулс во Кочани. Рано изутрината починал 29-годишниот Александар Карадаковски во болницата во Литванија. Тој беше најтешко повреден од сите пациенти кои заминаа на лекување надвор од Македонија. Причина за смртта е големото оштетување на белите дробови. И од болницата Наум Охридски потврдија дека кога бил донесен во болницата, бил во екстремно тешка состојба. Тој беше најтешкиот пациент за кого што добивавме информации. На 1 април откажа и функционирањето на бубрезите, беше ставен на диализа, имаше температура практично, рани, директорот кажа на 36% приближно на телото, од 2-3 степен, што практично отвара простор за појава на инфекции. И тоа е таа компликација која што плюс дишните патишта, изгореници на дишните патишта околу 90%. Вкупната површина на изгореници е некаде околу 36%, кои што претежно се наоѓаат во пределот на главата, вратот и горните екстремитети, со длабочина од 2 и 3 степен, што самото за себе кажува за интензитетот на пламенот кој што го има зафатено, при што е утврдено со бронхоскопско испитување дека е оштетен голем дел од дишното стебло и као последица на тоа доаѓа до влошување на состојбата која што на крајот резултирала со подлегнување на повредите. Се уште е критична состојбата на тројца пациенти кои се лекуваат надвор од Македонија. Денеска од болниците во Скопје се пуштаат на домашно лекување 5 пациенти, остануваат 9. Надвор од Македонија се лекуваат 69 пациенти, 20 од нив се интубирани. Основното јавно обвинителство Кочани ќе ја запре истражната постапка за Александар Карадаковски, откако министерот за здравство потврдил дека тој е починатиот. Досега во истрагата има 33 луѓе, а работат вкупно 11 обвинители. А трагедијата во Кочани била главна тема на разговори на средбата меѓу председателката Силјановска Давкова и бугарскиот председател Румен Радев одржана во Софија. За спорот меѓу двете земји, Силјановска вели дека станало збор само попатно, бидејќи не било време да се разговара за тоа сега по несреќата во Кочани. Сепак вели дека според неа се можни компромиси и оти очекува исчекор по ова прашање. Зашто разговаравме? Најпрво за она што јас како човек, не како председател го чувствувам. Сакав уште еднаш да му одадам признание, бидејќи господинот Радев е првиот председател кој ми се јави утрото по трагедијата, нудејќи помош од секаков вид. Зборувавме се разбира за Акаба процесот и се разбира само попатно за нашиот проблем кој што постои политички. Не е ова ни време ни место. Како професорка по уставно право, не можам да заборавам на теоријата на мандатот дека имам право да го правам она за што сум добила мандат на изборите од граѓаните. Но се разбира дека тука се можни компромиси и јас очекувам да исчекориме. Инспекторатот за животна средина смирува дека во водите на Криба река немало енормно зголемување на нивото на цијанид, како што тврдеше тамошниот градоначалник Сашко Митовски, и најавија можна кривична пријава против него за сеење паника меѓу населението. Од СДСМ пак обвинуваат дека власта се става во одбрана на загадувачите, наместо на граѓаните и нивното здравје. На компанијата Булмак 2016 им изречена казна од 180.000 до 200.000 евра за правниот субјект и 10.000 евра за одговорното лице. Екоцид не се докажува со земање на 1 литар вода од едно место само со еден примерок.
туку со сеопфатна и темелна анализа. Во кривичниот суд продолжи судењето за убиствата на Вања и Панче. И денеска сведочеше Владко Кешишев, кој потврди дека го видел Палчо со пиштол во рацете кога била убиена Вања. На прашањата кои што му ги упатуваше директно Палевски, Кешишев одговараше завртен со грб, бидејќи, како што тврдеше, се плашел од него. Рочиштето го следеше Михајло Видимлиски. Дека видел како Лјупчо Палевски го држи в рака пиштолот покрај отворениот гепек, посочи денеска обвинетиот Владко Кешишев, како и дека на местото каде убиена Вања биле и Велибор Манев и Боре Видевски. Кешишев одговараше на вкрстените прашања на Палевски. Не се соочија во очи, бидејќи седеше свртен со грб, откако претходно кажа дека се плаши од него. Палевски му постави 90 на прашања со цел да покаже контрадикторност на исказот на Кешишев со исказот на Манев. Голем дел од нив за пиштолот и синиот ранец. Зошто кога ќе се спомене пиштолот зборувате за ранецот? Дали видовте дека некој го става пиштолот во ранецот? Предпоставувам дека пиштолот е во ранецот. Ако беше во тебе на телото, ќе се препознаеше, ќе се видеше преку маицата. Затоа и предпоставувам дека пиштолот бил со моторолите во ранецот. Кешишев не откри нови детали. Одговорите му беа слични со исказот кој го даде. Рече дека постапувал по наредбите на Палевски, кон кој денеска рече дека чувствува стравопочит. Откако излеговме од местото се приклучивме на асфалтот, на патот кон селото Бразда. По 500 метри Палчо ми рече да ги фрлам во еден дол со капини. Јас ги фрлив лопатите. Мене ми рекоа да го сторам тоа. Одбраната на Палевски смета дека ја постигнала целта со вкрстените прашања, за разлика од одбраната на Кешишев, според која тој бил конзистентен и јасен во исказите. Има многу контрадикторности и во нивните искази и спротивно на едниот спрема другиот. Она што судот го констатира, дека прашањето е одговорено, е невозможно на тој начин да го констатира, заради тоа што пред грубо кршење на постапката. Повеќе пати посочи дека истиот нема видено кој пука, туку само има видено како Лјупчо Палевски го држи пиштолот на лице место кај што е убиено девојчето Вања. Стоел на 20-30 метри како што му било наредено да чува стража. Кешишев одговараше и на прашања на одбраната на Александар Ѓорчевски, таткото на Вања, за кој денеска рече дека не го познава ниту пак слушнал да се зборува за него. Александар апсолутно нема никаква инволвираност, меѓутоа слушнавме она што сите нас треба да не загрижи, дека добивме потврда од уште еден сведок дека година дена наназад пред случувањето во Велес и во Скопје се правеле планови и се подготвувале грабнување на луѓе. Судењето продолжува во понеделник, кога Кешишев ќе одговара на прашања на судијата Ивица Стефановски, пошто исказ ќе даде и обвинетиот Александар Ѓорчевски, таткото на Вања. Тоа беше се. Пријатно.